Добар ден. Започнуваме со урбаните вести. Добро дојдовте во нив. Во недела на Скопскиот плоштад традиционално ќе се одржи априлијада. Скопје се смее по повод 1 април, денот на шегата. Организаторите, Детскиот културен центар Карпош и град Скопје ги повикуваат сите родители да ги донесат маскирани своите деца во период од 11 до 13 часот, за кога е предвидена и забавната програма. Да ги погледнеме и останатите информации за денеска. Собствениците на локалите се жалат од трајната одлука за забрана за дотурна роба во периодот од 7:30 до 18 часот. Општина Газибаба значајна општина за економското живење во градот Скопје. Реунскиот парк во Ѓорче Петров обоен во шаренилото од детските маски. За останатиот долг за вода ќе може да се плаќа на рати без камата. Градот Скопје се премисли. Наместо утре да заврши забраната за дотурна роба во периодот од 7:30 до 18 часот, истата ќе остане трајна. Градот вели дека одлуката е во корист на граѓаните. Собствениците на рестораните и кафетариите пак се жалат на финансиско оптеретување. Првичната забрана за дотурна роба во центарот на Скопје до 18 часот, која Советот на град Скопје ја изгласа на 15 декември минатата година и која требаше да важи до 31 март, останува на сила преку целата година. Со оваа одлука, возилата и камионите на дистрибутивните компании од 7 часот и 30 минути наутро до 18 часот нема да смеат да истовараат робата застанувајќи на улица и тротоари. Камионите ќе може да се движат низ центарот на градот, но да се паркираат на паркинзи. Од друга страна, за собствениците на рестораните и кафетериите кои не сакаат да зборуваат пред камера, оваа одлука представува дополнително отежнување при работењето и раководењето на угостителскиот објект, бидејќи како што велат, имаат проблем при набавка на пијалоци и мораат да прават залиха, иако понекогаш тоа не им го дозволува финансиската состојба во која се наоѓаат. Проблеми со оваа мерка на градската власт имаат и собствениците на малите дистрибутивни компании, како што ни објасни Филип од Скопје. Откако стапи оваа мерка на сила, приморан е да вработи дополнителен број на дистрибутери, кои ќе работат во попладневните часови, кога е дозволен дотурот на роба, што значително му го намалува и онака слабиот профит. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов вели дека оваа забрана веќе ги дала позитивните резултати, пред се во намалувањето на сообраќајниот метеж. Се покажа дека може да функционираат и правните субјекти кои што вршат доставата и правните субјекти кои што ги користат услугите на тие доставни предпријатија. Меѓу другото, не беше причината единствено загадувањето, туку и сообраќајниот метеж кој што се создава или на главните или на споредните улици во градот Скопје заради доставата во несоодветен период. Периодот во кој што е дозволена доставата во централното градско подрачје е период со намалена фреквенција на граѓани и на возила, и затоа сметаме во овој период што измина дека соодветно може да бидат згрижени, да ги задоволат своите потреби тие што ја доставуваат робата и тие што ја примаат робата. Забраната за дотурна стока важи за потегот од Рузвелтова до железничката станица, од Иленденска до крстосницата кај трговскиот центар Мавровка, односно од булеварот Теодосиј Гологанов до Јужен булевар. Дистрибутерите кои нема да ја почитуваат забраната ќе бидат казнети со 45 евра или 150 евра, доколку комбињата истовараат стока на улица казната е 45 евра, а за паркирање на тротоар 150 евра. Оваа забрана не се однесува за фирми кои имаат обезбеден простор за дотурна роба. Представен планот за економски раст на владата пред стопанствениците од општина Газибаба. Како што беше истакнато од состанокот, општина Газибаба во делот на економското живење е исклучително значајна, бидејќи економијата на град Скопје се наоѓа во оваа општина. Пред стопанствениците од општина Газибаба денеска беше представен планот за економски раст за општина Газибаба. Можностите за планот ги представи вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Вице-премиерот истакна дека општина Газибаба во делот на економското живење е исклучително значајна, бидејќи економијата на град Скопје се наоѓа во Газибаба. Состанокот се одржа во компанијата Арилје Метал, која, како што рече вице-премиерот, е кандидат за користење на финансиските средства од програмата за економски раст.
раст. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека на територијата на општината се наоѓаат вкупно 2745 стопански субјекти. На оваа работна средба беше пренесена идејата за формирање на општинско јавно предпријатие кое ќе управува со 4 индустријски зони во општината, со цел подобар развој на зоните, нови инвестиции, а со тоа и подобри услови за граѓаните на општина Газибаба. Како општина отворени сме за соработка и даваме целосна поддршка на секоја фирма без разлика дали е домашна или странска. Во таа насока веќе се работи на предлог на измени на 7 детални урбанистички планови со цел да се изнајде решение за проблемите во делот на инфраструктурата, легализацијата на објектите, кај компаниите кои го имаат во подолг период. Затоа општината превзема обврска да обезбеди добра инфраструктура до секој од бизнис објектите, како и приклучок на гасовод. Градоначалникот Георгиевски додаде дека општината во својот буџет за 2018 година има планирано средства во висина од 300.000 денари, со кои ќе даде директна поддршка на младите невработени лица за 3 бизнис идеи за остварување на стартап бизниси. Група граѓани од Скопје бараат да запре уривањето на Скопски саем. Во отвореното писмо тие велат дека саемот е непобитен дел од македонската архитектура и место на кое се одржала Светската шаховска олимпијада, како и многу други концерти, настани и саемски манифестации. Група граѓани од Скопје со наслов "И саем е Скопје" преку отворено писмо бараат да се запре уривањето на Скопскиот саем и да не се дозволи да се изградат трговски центар и станбени згради. Ние граѓаните на овој град од сите професии и возраст, представници на архитектонската фила, членови на семејствата на проектантите на Саимскиот комплекс, пријатели на Скопје, поддржани од низа организации и компании. Сите обединети во крикот да се сочуваат саимските хали како еден од стожирните бранители на идентитетот на постземјотресно Скопје. Нашиот саем како непобитен дел од историјата на македонската архитектура и македонското стопанство се обраќаат со отворено писмо адресирано до Зоран Заев, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, градоначалникот на општина Газибаба Борче Георгиевски и Арсим Папранику, новиот сопственик на земјиштето. Во него посочуваат дека тие како архитекти, градители по вокација веќе половина година во затворени кругови дебатираат и емотивно се поддржуваат и се обидуваат да создадат стратегија како да го заштитат единствениот саемски комплекс во земјава, кој како што наведуваат ги одбројува последните денови на живот, односно како да го спречат на тамошното исчезнување на примерите на расната архитектонска практика на постземјотресно Скопје. Скопски саем е изграден во 1972 година на 25.000 квадратни метри, од кои 16.000 се затворен простор во 6 саемски хали. Почетоците на функционирањето на Скопскиот саем, како што стои во писмото, се поврзани со многу значаен настан за историјата и културата на Скопје, а тоа е одржувањето на Светската шаховска олимпијада, манифестација од највисоко светско ниво, прва, а и последна од тој вид организирана во нашиот град. Халите на Скопскиот саем во текот на 67 годишното постоење беа средиште на бројни саемски манифестации и концерти. Според најавите, халите на Скопски саем треба да се уриваат за неколку месеци и да почне изградбата на новите содржини. Во општина Ѓорче Петров денеска се одржа традиционалната манифестација Априлијада, на која децата од градинките и училиштата со своите маски го обуја во шаренило Реонскиот парк. Оваа година акцентот беше ставен на рачно изработени маски од рециклиран материјал. Во пресрет на денот на шегата 1 април, денеска во Реонскиот парк во општина Ѓорче Петров се одржа традиционалната манифестација за најмалите жители Априлијадата. Општината неколку години наназад ја организира оваа манифестација на спектакуларен начин, каде што сите деца од основните училишта и градинките во општината се собираат на едно место, каде што им се приредува одлична забава, а годинава гостин беше и добро познатиот Петко. Акцентот на маските на оваа Априлијада беше ставен на рачно изработените маски, како и на маските од рециклиран материјал. Јас денеска сум маскирана во чиста природа. За мојата маска ми помогна мојата наставничка Валентина Ампова и мојата мајка. Па целта е да можеме да ги рециклираме отпадните работи, да се направат нови и работи кои што може да се употребат. Ја денеска сум маскирала по рамско тркало. Мајка ми помогна. Заедно ја бовме, заедно ја правевме од цевки, од картони. Кажи ни во што си маскирана ти денеска?
Зајко. Кој ти помогна да ја одбереш маската, ти сама или мама? Мама. Што представува 1 април? 1 април представува дека за сите дечиња да се маскираат. Што се маскирана ти денеска? Во мини. Оваа година се направени мали измени во организацијата, со тоа што првата селекција на маските е направена во училиштата, а од маските кои денеска беа представени во Реонскиот парк, се избира најубава маска од секој училиште, а потоа и на ниво на општината. Најважен критериум за избор на маските е тие рачно да се направени и да бидат еколошки. Најважен критериум е маските да бидат рачно изработени и во дописот што го пративме од општина до училиштата со нагласок да биде дека еколошките маски ќе имаат приоритет, да ги научиме учениците да рециклираат и од она што мислиме дека е отпад да направат нешто кое што ќе биде дел од сензацијата. Тоа ќе биде приоритет во изборот на најдобрата маска. На денешната априлијада, освен малите деца кои едва го чекаат овој ден за да се маскираат, имаше и поголеми маскирани деца кои велат дека возраста не е важна за овој ден. Да честитаме среќен 1 април на сите и дека возраста нема врска колку сте големи за да се маскирате, секогаш треба да се почитува празникот. Јас сум Донки, така ова е мојот шеф. Штрек. Манифестацијата во Реонскиот парк ја отвори градоначалникот на општината Александар Наумовски, кој ги поздрави присутните и истакна дека како градоначалник и родител силно ќе се заложува и во иднина да им се обезбеди безгрижен живот. Македонската филхармонија ќе добие ново концертно пијано од марката Steinway, кое, како што посочуваат од филхармонијата, е од особено значење за музичката култура во нашата земја. На пијаното ќе можат да музицираат светските и македонските пијанистички звезди. Ново концертно пијано од престижната марка Steinway ќе добие Македонската филхармонија како донација од една од водечките европски компании во областа на градежништвото Штрабак. Филхармонијата досега поседуваше само едно концертно пијано, исто така од марката Steinway, кое го доби во 1992 година од тогашното ПТТ Македонија како донација. Новиот Steinway ќе биде презентиран во понеделник. Донацијата на концертното пијано е историски чин не само за Македонската филхармонија, туку воопшто за музичката култура во нашата земја. Немерлив е квалитетот на овој инструмент со останатите. Немерлива е разликата во однос на изведбата, особено кога станува збор за изведба на солист со симфониски оркестар. Токму затоа мощно значаен чекор е што Македонската филхармонија во својот дом ќе поседува и инструмент со врвен звук, на кој ќе можат да музицираат светските и македонските пијанистички звезди, велат од филхармонијата. Писателките Сонја Стојменска-Елзесер и Оливера Дуцевска се кандидати за председател на Друштвото на писателите на Македонија. Додека за функцијата председател на Собранието на Друштвото на писателите на Македонија, кандидатури со програми доставиле Христо Петревски и Блаже Миневски. Писателките Сонја Стојменска-Елзесер и Оливера Дуцевска се кандидати за председател на Друштвото на писателите на Македонија. Своите кандидатури тие ги најавија со програми за кои членовите на Македонската писателска асоциација ќе решаваат на изборното собрание закажано за 28 април. Сонја Стојменска-Елзесер е есеист, критичар и книжевен научник, доктор по филолошки науки, професор и научен советник во Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Член на Друштвото на писателите е од 2009 година. Оливера Дуцевска е поетеса и есеист, живее во Куманово, работи како адвокат во Скопје. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 2013 година. За функцијата председател на Собранието на Друштвото на писателите на Македонија, кандидатури со програми доставиле Христо Петревски и Блаже Миневски. Христо Петревски е поет, раскажувач, романсиер, критичар и есеист. Доктор е по филолошки науки, професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА во Скопје и директор на издавачката куќа Феникс од Скопје. Во Друштвото на писателите на Македонија членува од 1985 година.
Блаже Миневски е раскажувач, романсиер и драмски автор. Работи како уредник во секторот за издавачка дејност во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, член и на Друштвото на писателите на Македонија од 1992 година. Покрај претседател на Друштвото на писателите на Македонија и претседател на Собранието на Друштвото на писателите на Македонија, на 28 април ќе се избира и претседателство на Друштвото на писателите како и собраниски одбор, во кој ќе влезат по еден писател од секоја општина во која живеат и создаваат автори членови на Писателската асоциација. Изборот е за мандат од 4 години. Утре во 11 часот од пред музеот на град Скопје ќе започне музичка парада во изведба на градскиот дувачки оркестар. Музичарите ќе свират се до плоштад Македонија. Градскиот дувачки оркестар утре на 31 март со почеток во 11 часот ќе одржи променаден концерт со познатите така наречени чекорници. Музичарите ќе тргнат од пред музеот на град Скопје кон улица Македонија и ќе се движат до плоштадот Македонија. Градскиот дувачки оркестар составен од членови, главно професионални музичари како и студенти на факултетот за музичка уметност во Скопје. До сега има настапувано на речиси сите значајни манифестации, државни празници, најразлични настани, давајќи им свечена нота на истите. На репертоарот на оркестарот се наоѓаат дела на Милер, Харисон, Маккартни, Леј, Моцарт, Андерсон, Манкивина, Верди, Штраус и Ленон. Јавното претпријатие Водовод и канализација на граѓаните кои имаат заостанат долг им нуди можност за плаќање на заостанатиот долг на рати без камата. Заостанат долг за вода по основ на тужени и редовни сметки ќе може од 2 април до 15 мај да се плаќа на рати и без пресметана камата за задоцнато плаќање. Од јавното претпријатие Водовод и канализација информираат дека граѓаните и компаниите ќе можат да го исплаќаат долгот со склучување на договор до 24 месечни рати, во зависност од висината на долгот. Новото раководство на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје и во иднина ќе води грижа за своите корисници преку носење на различни мерки и проекти кои ќе бидат во интерес исклучиво на нашите корисници и на граѓаните на градот Скопје, велат од Водовод и канализација. Наредните 2 месеци граѓаните на Скопје и нашите корисници ќе можат да ги подмират своите долгови без камата на рати, започнувајќи од 1 април се до наредниот месец. Во понеделник делови од центар ќе останат без струја, а делови од општина Сарај без вода. Заради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, во понеделник во периодот од 8 до 15 часот и 30 минути без електрична енергија ќе останат корисниците од делодолиците Антон Панов, Ѓорѓија Баџиев, Славе Деловски, Кумровец, Алберт Швајцер, Боро Петрушевски, Васил Левски, Владимир Назор и Елисије Поповски Марко во општина Центар. Во периодот од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од делодолицата број 6 во село Сарај. Покрај техничките зафати во електродистрибутивната мрежа, најавени се и зафати во водоводната мрежа, поради што во понеделник и вторник ќе се чисти и хлорира десната комора од резервоарот за вода во село Љубин. За време на интервенцијата, во периодот од 9 часот до завршување на работите, може немал прекин на водоснабдувањето во село Љубин. Поради отстранување дефект на водоводна мрежа со пречникот Фи 400 мм на улица Маршал Тито без број во село Сарај, во понеделник од 8 часот до 15 часот, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од селата Сарај, Грчец, Љубин, Матка, Глумово, Шишево и село Крушопек во општина Сарај. Утре преку ден ќе се задржи сончево и топло време со надпросечни дневни температури, што ќе предизвика забрзано топење на снежната покривка на планините. Конкретно денот ќе има локални врнежи од дожд, проследени со ретки грмежи. Во ноќта кон недела врнежите ќе се интензивираат и наместа ќе бидат поројни. На највисоките планини ќе има врнежи од снег. За време на викендот ќе дува засилен ветер во сабота од јужен, а во недела од западен правец над 70 км на час. Во недела и понеделник дневната температура ќе опадне за околу 5 степени, а потоа повторно ќе биде во пораст. Во сабота температурата ќе се движи од 7 до 20 степени, а во недела од 8 до 16. Во понеделник ќе се движи во интервал од 4 до 15 степени. И уште една информација пред самиот крај.
Македонската опера и балет одлучи парите од продадените билети за представата Мадам Батерфлај, што ќе се изведе на 3 април да се донираат во хуманитарни цели за помош на семејството Ристески, кои живеат во село Долгаец во близина на Прилеп. Представата ќе се изведе во вторник во 20 часот, а цената на билетот е 300 денари. Со ова информација го завршуваме и о издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.